Денеска во Прилеп по пауза од неколку години повторно се возобнови така наречениот детски карневал, како дел од меѓународниот карневал Прочка. Маскираните ученици тргнаа од дворот на основното училиште Кочо Рацин, а потоа движејќи се низ Прилепската чаршија, продефилираа до плоштадот Методија Андоновченто, каде што ги изведоа своите точки. Преправени сме во Домино, доаѓаме од наша иднина градинки работнички објект. Работевме месец и пол секако, интензивно, првин со изработка на маските, потоа со вежбање за настапот. Во лошото има секош добро, а во доброто има секош лошо. Колку време работевте? Работевме на недела. Една недела, да речем. Колкава група? По 100 деца. Сите сме се од 4 одделенија. Да, 4 одделенија. Сите по 100 деца. Од Кира Гавриловски Јане. Група хемичари кои што идат директно од училиштето Гоце Делчев, од хемиската лабораторија, хемискиот кабинет на Гоце Делчев. И имаме денес спремено за нашата публика ерупции на вулкани, имаме ќе повикуваме духови од ламби, ќе палиме оган на нашите раце. Сите основни училишта истакнаа дека се подготвувале подолг период за да ги представат овие маски пред публиката. Јас сум Анастасија Здравенска, ние сме Весела фарма и ние имаме млекарки, овци и кокошки. Ние сме шаховски фигури и ние кажуваме дека ние го прикажуваме училиштето Рамполевката. Оваа година карневалот се одбележува под мотото 100 години прилепски мечкари и 25 години карневал Прочка. Сдруженијето Прилепски мечкари е едно од најактивните, да не кажам, во градот, бидејќи тој е амбасадор на културата на град Прилеп и на Република Македонија. Има настапено во повеќе европски земји, кај што бил забележен и допринесот да Прилеп се пише во картата на туризмот, бидејќи за Прилеп од кога постои мечкари, тоест Прилепскиот карнавал, Европа разбра кој сме, кај сме и зошто сме. Главното дефиле ќе се случи утре со почеток во 13 часот, кога освен маски од Прилеп и Македонија, ќе настапат и гости од Србија, Бугарија, Албанија и Црна Гора. За Сител Дарко Штарговски.